После локалните избори во Прилеп 4 партии во Советот. Најмала излезност досега, а рекорден број на неважечки ливчиња. Овој пат победникот има гласови колку што имал губитникот пред 4 години. Пораката на граѓаните јасна, но дали некој ја слушна? Во студиото Жарко Стефановски Левица и Мирјана Стефановска Знам. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовте. И благодарам за што ја префативте поканата да разговараме малку околу кампањата, изборите, резултатите и што понатаму не очекува во Прилеп. Должам појаснување на гледачите, поканети беа представници од СДСМ и ВМРО-ДПМН. Од СДСМ се јави и се извинија заради неможност да испратат представник, од ВМРО-ДПМН е комплетен молк. Се надевам дека со текот на времето ќе се смени и односот кон нашата редакција и ќе ги имаме во нашето студио. Ја крстивме дебатава после изборите Прилеп на крстопат. Ајде да започнеме од тоа. Каква беше кампањата во 2025 година, како ја видовте со вашите очи, како ја виде Знам, како ја виде Левица? Ајде да започнеме со Мирјана Повели. Кампањата се одбиваше во, сметаме, на демократска атмосфера. Немаше некои инциденти, немаше валкани кампањи. Поготово нашата кампања, ние се предодредивме да водиме позитивна кампања, да не навредуваме никого, да не вреѓаме никого и само да ја представуваме програмата која што ни е зацртана и да му покажеме на граѓаните што ние сметаме дека сме спремни и способни да направиме за нашиот град. Така да во тој дел бевме и надвор помеѓу граѓаните со штандови, никакви, апсолутно никакви несакани постапки не се случија. Напротив, ценивме дека граѓаните се аполитични, дека веќе не му е дојдено до политички партии, до политика, но беа коректни, апсолутно коректни и не испочитуваа да не изслушаат и да ги кажат нивните мислења. Може би случајно на масава тука седат двајца представници од политички партии кои што немаја средства за рекламирање. Е сега Знам го реши на малку различен начин тој проблем. Може да го објасните на граѓаните како се реши, затоа што сепак ве имаше во платено политичко рекламирање. Ние тој проблем го решивме самостојно со снимање со наши телефони, со печатење од наши средства, материјали. Многу мал дел не испрати од централата од Скопје, се друго беше исклучиво од наши средства, од членовите на Знам. Зари, истото прашање. Од кампањата... Вие добро почнавте со зборот молк, а политичноста која жителите на општина Прилеп, а впрочем и во цела држава ја покажаа за ова изборна кампања, не може да не одврати од заклучокот дека на луѓето му е доста од политика. Во Прилеп, како и секоја друга кампања, кога локална претходна власт била ВМРО-ДПМН, така и оваа кампања помина во знакот на злоупотреба на изборниот законник, предизборни активности за време на изборниот молк, кои можевме да ги видиме и јавно. Сметам дека имаше една целосно нефер и нетранспарентна изборна кампања од страна на владеачката партија, која резултираше, дури и со таков интензитет, резултираше со ваков изборен резултат, кој според мене е поголем пораз за ВМРО-ДПМН отколку што е победа. Ако се споредат изборните резултати од претходни изборни кампањи, сметам дека сега имаме конечно еден фамилиарен градоначалник со
советничка листа која носи 14.000 и нешто гласови. Но сепак, како и да е, изборниот праг се намали, мислам, по однос на број на гласови за едно советничко место, така да имаме апсолутно мнозинство во Советот, што е поразително. Искрено посакував и очекував дека ќе имаме барем на другиот тас од вагата една конструктивна опозиција која има мнозинство, односно опозиционен блок, заради подобрување на локалните политики и програмите кои сака да ги реализира актуелниот градоначалник, односно веќе избраниот градоначалник Дејан Продановски. Мислам дека многу поконструктивно ќе се реализираа проектите во интерес на посеопфатен број на жители во Прилеп, отколку сега на ваков начин, но Левица за среќа има начин и има намера, дури и покрај вакво мнозинство, да отпочне со еден поинаков настап во Советов и надвор од Советот преку иницијативи од жителите токму од Прилеп, кои ќе подразбираат и граѓански активизам заради агресивно поттикнување на решавање на проблемите од страна на локалната самоуправа. Ајде ќе дојдеме понатаму за како понатаму во Советот, да го прочепкаме уште малку подетално изборниот ден, тоест одзивот на граѓаните на денот на изборите. Сега според вас реално беше апатија, комплетна веќе недоверба во политичките партии или свесен бојкот на граѓаните, Маријана? Па и едното и другото. Според мене и свесен бојкот и апатија на граѓаните. Јас сум многу изненадена, поготово од младата популација на Прилеп, кој што воопшто не ги интересира политика, апсолутно не ги интересира, не ни излегуваат да го дадат својот глас, од причини што тие сметаат дека ова не е држава во која што треба да живеат. А од друга страна имаше тивок бојкот од некои посебни групи кои што помеѓу себе сакаа да постигнат некој друг резултат, а не овој што се постигнат. Тоа се одрази поготово на знам. Заради тоа што, да бидам искрена, ние очекувавме многу повеќе, заради тоа што изработивме максимално, граѓаните ги запознавме до детал, што планираме и како сето тоа ќе го ствариме. И она што рече соговорникот, планиравме да имаме поголем број на советници во Советот, за да можеме да бидеме гласни, за да можеме да ги кажеме ставовите, но и да бидеме еден регулатор, да можеме да не дозволиме на владеачката партија, која што има апсолутно мнозинство во Советот, да ги носи одлуките онака како што нив им одговара. Дали ова значи дека покрај тоа што сте на државно ниво во коалиција со ВМРО-ДПМН како партија, дали ова како одговор да бидеме регулатори? Не, една мала дигресија. Прво, ние не сме коалиција со ВМРО-ДПМН, туку сме владини партнери. Тоа има огромна разлика. Ајде, како владени партнери, дали тоа значи дека ќе делувате во Советот на општина Прилеп како партнери или ќе бидете како регулатори? Како регулатори, како што сме и во влада. И во влада сме регулатори. Буквално сме регулатори. Да не отвараме, не се согласувам. Во ред, вие можеби не се согласувате, меѓутоа досега испливаја неколку аргументи и факти за кои што знам се залагаше да не се донесуваат, а владата го послуша, знам. Добро, во некоја дебата за национално ниво тоа ќе го затоа кажувам дека јас и при самите настапи на малските собири кажував и тоа доследно го кажувам и доследно ќе стоам зад мојот збор. Тоа што му го веќе на граѓаните ќе го исполнам во целост. Значи, и покрај што сум само јас советникот од знам во Советот на општина Прилеп. Значи... Нема да молчам. Нема да се согласувам со нешто што не е во интерес на градот. Јас ќе инсистирам да ги по можност да се обединиме сите советници, без разлика од која политичка партија припаѓаме,
да носиме одлуки кои што ќе бидат само во интерес на градот и на граѓаните од Прилеп. Ќе држиме за збори, ќе следиме секоја Да ме држите седмица. за збор, да ме држите за збор и пак да ме повикате. Апсолутно, тука сме се надевам дека почуваме како што разговаравме пред да почнеме со снимање на нова демократска етапа во Прилеп која што не постои веќе 20 Веќе мора да се случи такво нешто во Прилеп. Милан, да не се сомневаш, колешката Мирјана, инаку сме колеги во делот на адвокатурата и кога ова таа го зборува, јас искрено верувам дека е така, без разлика како звучи тоа, но ја познавам како човек која безкомпромисно знае да застане во име на тоа во кое што верува, така верувам дека и во Совет ќе биде конструктивна опозиција на сите лоши политики на локалната Според власт. тебе, апатија или свесен бойкот? А според мене е апатија. Левица е и на локално ниво тука партија која рекрутира најголем број на млади од жителите на општина Прилеп и во таа насока планираме и да го развиваме нашиот активизам како во делувањето во Советот, така и на активно на терен во секој дел, во секоја сфера, дали се станува збор по однос на екологијата, дали се работи по однос на решавање на локални инфраструктурни прашања. Затоа реков без оглед што локалната власт има мнозинство од 17 советници на советничката листа, има апсолутен збор по однос на сите прашања. Овој пат Левица одлучи да покаже на граѓаните дека тоа 3000 членство кое излезе да поддржи политичката партија подразбира нивни понатамошен активизам во поглед на изнудување, макар и силум, на соодветните решенија од сите области кои задираат во животот на обичниот граѓанин, како за пример Бизел, дивите депонии, инфраструктурни прашања кои со децении не се решавани. Левица преку својот активизам и работата во Советот преку овие тројца советници кои ги имаме, планираме малце поагресивно да извршиме притисок на локалната власт за побрза реализација на ветеното. Дали покрај тоа што за разлика од минатиот Совет сега мнозинството на владеачката партија е поголемо, бројот на гласови го намалува легитимитетот и ви дава вас на помалите поголема сила да действувате по-сериозно внатре, по-аргументирано и по-жестоко? Не мислам така. Исто, се согласувам со. И еден опозиционен советник во Советот на општина Прилеп да беше, мислам дека тоа што може да го направи една иницијатива преку советник од Советот и да биде поддржана од неговите поддржувачи надвор од Советот, може да ја натера било која политичка структура да слуша. Апсолутно се согласувам, баш не и еден човек кој што си има зацртано своја цел и кој што сака да ги спроведи своите идеи и својата цел зошто тој се кандидирал воопшто за да биде член на Советот на општина Прилеп, доколку влегува со искрена, чиста намера за да се подобри се што е можно во овој наш град и овој Прилеп да го направиме еднаш место, убаво место за живење како што и заслужува, може да поведи иницијативи и може да бидат слушнати, ако не првиот пат, вториот, третиот, петтиот, па ако треба и 100-тиот пат, еднаш ќе бидат слушнати и ќе бидат. Значи ја застапувате на Максима војникот и сам е војник. Да. Точно. Така. Да поставиме на теза вака дека реално кога ќе ги погледнеме листите, имаме слика за тоа каков состав има Советот на општина Прилеп. Има од различни професии, има невработени луѓе, има секакви, али она кое што го гледаме веќе на ниво на држава, не само на ниво на град, сама по себе, дури најголемата политичка партија, реално нема човечки ресурси за да носи добри политики во едно место. Дали мислите дека е возможно во оваа атмосфера која што имаме да се направи реална соработка меѓу политичките партии и да се носат реално добри решенија за Прилеп во случај? Ќе се потрудиме, но не се надевам. Не сте оптимисти. Во следните 4
максимум 8 години и јас не сум оптимист дека нешто ќе се промени по однос на кадровската политика во политичките партии, се додека за власта и за опозицијата, без разлика која и да е, дали е актуелнава или сегашната опозиција како власт, сметам дека се додека нивни приоритет број 1 е да не отпочнат предпристапни преговори со Европска унија, без воља да се отпочнат реформските процеси, мислам дека иднина нема да има, а временската рамка која ја поставив од максимум 8 години следниве овај и следниот мандат, мислам дека се и крајно време ќе биде после истек на тој период оваа држава се придвижува напред, макар и приморана од нашите нашите странски партнери. Добро, за мора веќе да чекаме 34 години чекаме некој да не или да не турне или да не Милан, ние сега сами ништо Ние сами немаме ништо направено. Буквално ништо сами немаме направено во држава. Ние само расипуваме сами, ние немаме нешто. Ние имаме во Прилеп, значи имавме средба со Стопанската комора, Прилепската стопанска комора, не знам жаре дали ти оствари средба. Не остваривме ние. Значи ние нашите стопанственици прилепски, пошто во нашата програма имаме предвидено уште од основното и средно образование да се препознаваат талентите и кадрите и да биде во соработка со стопанствениците и тука да се стипендираат и да се насочуваат тие кадри заради тоа што ние немаме апсолутно занаетчи. Немаме што некогаш било. Значи немаме бравари, немаме електричари, немаме заварувачи, немаме апсолутно кадар кој е најнеопходен за работа во производство. А без производство, само со административни работници, ние ништо не можеме да постигнеме. Јас бев многу пријатно изненадена од бизнис заедницата наша, Прилепска, кој што ни рекоа, не да ги стипендирате вие, туку ние ќе ги стипендираме, само да останат тука и само да бидат овде младите и да работат и да творат за нас и своите знаења да ги преточуваат овде кај нас во Македонија. За жал, досега, ниедна локална самоуправа, бизнис заедницата е маргинализирана. Апсолутно. Значи не може без да го слушнеш граѓанинот. Каква мака има? Кои баре? Верувајте дека прилепчани се премногу скромни. Апсолутно скромни. Ние ништо не бараме луксус. Прилепчани бараат нормален живот, вработување, екзистенција. Буквално бараат екзистенција. Нашите стопанственици го нудат тоа, но за тоа да го ствариме, мора да ги вклучиме и да соработува Советот на општина Прилеп со, а не да ги маргинализираме. На кој начин може да се Во овој дел Многу лесно можат да се вклучат вклучат. на локалниот економски развој кој го застапува Стопанската комора на локално ниво тука, но мора да бидиме искрени да си признаеме дека за да се отпочне тој процес, најпрвен треба да се стимулира, односно општината, како локална власт, да си ја извршува должноста согласно закон за локална самоуправа и да го стимулира локалниот економски развој. Стимулацијата на локалниот економски развој би требало по дефолт да подразбира промоција на локалните стопанственици на пазарот, на труд, приделба на јавниот колач, преку постапките за јавни набавки. Досега мислам дека, сигурен сум, ќе се согласиме во делот дека општина Прилеп никогаш, без разлика која власт била, никогаш не направи напор на една маса да ги седне сите стопанственици од Прилеп од различните сфери на работа, да ги седне и да им одржи една обука за тоа дека закон за јавни набавки подразбира и учество на Сдружени економски оператори, како би го елиминирале надворешниот фактор некој од страна да дојде да ни реализира нас локални проекти тука. Јас сум промотор на таа теза дека локалната самоуправа приоритет број 1 кој треба да го има околу стимулирање на локалниот економски развој е токму тој, да ги поддржува и да ги поттикнува локалните стопанственици да учествуваат при делба на јавниот колач. Станува збор на годишно ниво за делба на колач кој вреди околу 10, 12 па и повеќе милиони евра,
кога тие пари би се слеале на локалното стопанство, на домашните стопанственици кои ги имаме тука, повеќе од убеден сум дека и тие ќе размислуваат во поинаква насока и по однос на делот за едукација на соодветни кадри кои нема да ја напуштаат држава по нивното завршување на образованието. И не само тоа, се извинувам мало дека. И не само тоа. Значи, нашите стопанственици битка бијат во локалната самоуправа за да изградат друг погон, да доградат погон, значи не можат да добијат решение за градење со години. А тоа значи проширување на работниот процес, вработување на нови лица. Стопирано е се. Тоа е дека имаш сериозен проблем, особено последниве 2 мандати од прилика со издавање на градежни дозволи на сите јасно, тоа веројатно се решава само со политичка волја, со ништо повеќе. Не мора политичка волја. Значи, должност е на локалната самоуправа. Да. Не си исполнува должноста поради немање на волја, не на друго. Барем јас така го читам тоа. Искрено да ви кажам, не знам ни зошто. Од причина што да не го полниш локалниот буџет, таму кај што ти е најголемиот извор на средства. Точно. Тука не можам да речам дека е немање волја, туку мислам дека и не е ни политика, тука е неспособност. Миријана ја нафрли темата за младите, за како да се вложува еве стопанствениците се спремни тие да вложуваат во нив за да останат тука, но кога ќе дојде тие да вложуваат во нив, веќе се бајаги во некоја возраст, средно училиште, тинејџери кои што имаат одреден став изграден и веќе знаат што сакаат во животот. Правиме убаво дека треба да едуцираме деца кои што не само да едуцираме, да му возможиме услови за живот и развој на деца уште од најмала возраст, значи она од градинка па и основно училиште, како да се постави со што треба локалната самоуправа да помогне тука децата да не раста во поздрава, во поубава, во понормална општина. Како и да разговараме, пак се враќаме на основното. Општината секогаш е во недостаток на средства. А недостаток на средства секогаш има за детските градинки, за основните училишта и за средните училишта. Имаме кадри вработени во градинките кои што се несоодветни, туку партиски војници. Значи имаме ние во градов имаме стручни кадри, образовани, кои што ќе ни ги одгледуваат децата од најраната возраст и ќе ни ги насочуваат, таму ќе ги препознаваат нивните вештини и ќе ги насочуваат полека уште од предшколска возраст па се понатаму. Се дотека нашите деца ги учат часи честна исклучоци, значи секаде има исклучоци. Секаде има исклучоци. Ни ги учат учители, професори, наставници, кои што воопшто не ги интересираат децата, а најмалце воспитниот дел, пошто ние кога учевме нашите училишта се викаја воспитно-образовни. Прво беше воспитувањето, па потоа образованието. Сега од воспитување нема га. Потоа е произлезено и она дека и од воспитни се учи. Да. Така. Не. Во секој случај се согласувам дека пред стручните кадри значи мора да се издвојуваат доволно средства од општината за да имаме квалитетни кадри, сите деца да ни бидат згрижени, да се овозможи изградба и на дополнителни нови градинки, доколку тоа имаме сега борба, дете не примаат во градинка, немало место. Значи тоа е срамота за Прилеп. Да се изградат градинки, да се градат спортски сали кај што ќе можат од најмала возраст децата да ги насочуваме да се занимаваат со спорт. Спортот ќе им даде на децата една дисциплина. А сето тоа ќе придонесе од најмала возраст нашите деца да се градат во едни здрави личности. Кога ќе изградиме здрави личности до некаде средно образование, дори тогаш нашите деца ќе можат да се определат што јас сакам да видам и дали јас сакам да живеам овде каде што ми се овозможени сите услови за живење, да ги напуштам мајка ми, татко ми, брат ми и цела фамилија и да живеам сам некаде,
а ги имам овде во Македонија сите услови. Ние во Прилеп ги имаме сите услови за да живеат нашите деца пристоен живот. Додека сме кај образование, го спомнавме, имаше еден статус ти веднаш после изборите, тоа беше баш се обрати до учителите, до наставниците, кои што сега ќе научите како се водат образовни институции, а не партиски штабови. Како ќе научат? Низ призмата на контролата која има Советот на општина Прилеп во работењето на основните и средните училишта, посебно во делот на финансиското работење, годишните планови и програми на училиштата, нивното усвојување или неусвојување низ одлуките на Советот, кој е еден контролен механизам на основните и средните училишта основани од страна на општината, сметам дека токму сега, а доволно е еден, ќе отпочне процес со малку подлабока и потранспарентна ревизија на работењето на секој директор на основно и средно училиште. Истите ќе бидат изложени на притисокот од јавноста преку советниците од левица, за да покажат на каков начин и со каков резултат го воделе училиштето во изминатата година. Дали е обврска да биде јавно достапни информациите за училиштата? Апсолутно, да. Сите податоци треба да се јавни. Извини, Жаре, дали знам може да му помогне на левица во овој дел барем? Да ја речеш ти како советник таму дека ќе се заставуваш за транспарентност. Јас и како и да ме вртите и од која страна да ме прашувате, се што е во интерес за нашите деца, за нашите граѓани, за Прилеп, поддржува. Искрено треба барем оние советници проопозиционо кои сме расположени по однос на битните работи кои досега не функционирале, а треба да направиме да почнат да функционираат. Во делот на образованието е комисијата за трансформација, општинската комисија за трансформација на работен однос, пошто во секоја локална самоуправа, така и во нашата, таа представува и низ годините се претвори во филтер за партиски вработувања и од таму произлегува ова што Мирјана го кажуваше по однос на кадровските решенија во училиштата, по однос на наставен кадар и директори на училишта да бидат партиски послушници наместо стручни, образовни така речено учесници во образовниот процес. Главно директорите на училиштата се тие стручни, се од училиштата, се наставници. Проблемот како функционира? Мислам дека во делот на образованието јавноста ќе има можност да се увери и ќе биде вчудо невидена колкава партизираност има во периодот кој следи и посакувам само и уште сега ги повикувам и идните и сегашните актуелните директори на основни и средни училишта добро да се спремат за работа на седниците на Советот, кога треба да си даваат одвет за сето она што го сработиле претходната година, затоа што ќе им треба. Ќе бараме лично присуство на директорите, за да може јавноста да се запознае каков кадар ги води училиштата и во кој правец ги воспитува нашите деца. Во контекст на ова прашање, ги има, да, тие се, од училиштата се, директорите се тие. Меѓутоа, не да бидат сервилни на партијата. Значи, пред се да им биде она човечното, да им биде она за што се образувале, а не послушници, партиски послушници и само да ја спроведуваат политиката на партијата. Но која политика може да ја спроведува еден директор на училиште во училиште? Може да ја спроведува, голема политика има во училиштата. Апсолутно голема политика има во училиште. И во поглед на набавки, и во поглед на екскурзии, и во поглед на примање на деца, и во поглед на оценување на деца, има многу голема политика. Точно. Така да ми кажете дека партиски се оргира за оценки во Прилеп? За вас ова ви е странно, чудно? Во најголем случај бесплатно се ургира. Да. Се оргира бесплатно. Да. Добро. Друга работа која е исклучително битна за Прилеп се комуналните предпријатија. Гледаме страшни слики во Скопје, така сакам да ја отворам ова тема. Прилеп може би визуелно нема до толку опасни гледки околу контейнерите, макар што не се сјајни, но Прилеп има една страшна работа што се вика градска река, која што е непријатно да се помине покрај неја. Дали овој состав може да покрене нешто, барем да почне да се решава тој проблем во Прилеп?
воопшто со комуналната хигиена и на крај за реката Комосница? Во нашата програма е едно од приоритетите решавањето на речното корито и на реката. И јас ќе видам, пошто сум само јас една од знам, јас ќе видам таа која што со 5 нежили ќе се борам за тоа да се даде приоритет заради тоа што ни го грди градот страшно. Дури кога ќе се искоси во наред колку што имаме Тука можност сме- да ама сепак миризбата која што имаме од реката е неподостижна. Верувајте дека тоа не е огромна, нити пак мала инвестиција, меѓутоа општината може да ги има тие средства и тие пари за да се уреди речното корито во Прилеп. Од прилика колку што слушнав е околу 30 милиони буџетот на Прилеп или 25 беше така нешто. 25 е... Основниот буџет 27. 25 така. 27. Варира. Да, варира. Меѓутоа, тој буџет, знаете колкав може да биде во Прилеп, доколку го ослободиме урбанизмот од прангите во кој што е затворен, доколку се измени генералниот урбанистички план, доколку деталните урбанистички планови се ревидираат и се стават онака како што треба да функционира еден детален урбанистички план. Доколку законите околу градежното земјиште и законот за собственост не се во колизија, каде што едниот закон дозволува, другиот закон не дозволува. Тука треба да ги спомниме и законот за приватизација на градежно земјиште. Се уште имаме неприватизирани градежни земјишта под куќите на граѓаните. За легализација на бесправно изградени објекти, да не ни зборувам, значи стојат во ФИОК 11 години, тамо 10-11 од кога е донесен законот за легализација. Значи сето тоа е прилив во буџетот, а ние немаме денар прилив. Точно. Шаре? Околу работата на јавните предпријатија, напоменав и пред малку дека Левица има за цел преку активирање на граѓанскиот сектор да отпочне една поагресивна политика околу реализација на основните надлежности, например на јавното предпријатие ЈКП Комуналец, водовод и канализација, на начин што ќе го решаваме таквото прашање преку излегување на улица, преку излегување пред локалната самоуправа. Нашиот глас нема да се брои како 3, ами ќе се брои како 3000 надвор пред општинската зграда, се додека не се реши и не се надмине некој проблем. Дали станува збор за диви депонии или станува збор за други прашања кои во моментот се наметнале, се одразуваат од еколошки аспект на нашето здравје, ние ќе ги решаваме веднаш. Нема да дозволиме како во изминатиот период да се прашува општинскиот инспектор за животна средина од каде гори, од каде е непријатниот мирис надвор, кој го чувствува цел град, ами ќе отпочнеме еден аларм систем преку кој граѓаните на лице место ќе се појавуваат и ќе обстојат на тоа место додека конкретното прашање не биде решено, па после Советот нека одлучи дали нивните 17 гласа се доволни или не се доволни за да се реши одреден проблем. На таков начин ќе покажеме и пред граѓаните дека доволно е од биполарност во партиското делување и дека секој кој има проблем може да се вклучи активно за да го надмени проблемот без да се прашува дали јас од оваа политичка провиненција можам да полагам право на решавање на некој проблем. Сакаме да го разбијаме тој биполарен партиски свет во Прилеп и да отпочнеме еден нов процес како што го решаваат сите современи општества, кога локалните власти не ги решаваат нивните прашања, тие излегуваат на улица и таквите прашања час поскоро се решаваат на најбрз можен начин. Само ако може да се дополни. Доколку на овие водовод, канализација се постават луѓе, кадри, кои што домајќински ќе работат работата, може да функционираат безпрекорно. Јас сега ќе бидам малце нескромна да го пофалам председателот на нашата партија, знам, цел град знае дека додека Емил
Го заврши мандатот со огромна добивка. Да, значи го заврши мандат, не само со огромна добивка. Изгради негде над 80 километри што водни цевки, водоводна мрежа, што ја реконструира старата која што можеше да биде искористена и го остави предпријатието со не знам колку добивка. Сега е 2 милиони во загуба. Па како можеше некој кој што работел домаќински да исплеќа и редовно плати и да биде во добивка, а и да ги заврши сите обврски кои што ги има, а некој сега да биде во толкава загуба. Како советници кои што влегуваат во новиот состав ви останува да откриете како можело. А ние како јавност сме тука да ни ги кажете одговорите, да ги слушнат сите граѓани. Сакав, разговарајќи воопшто за комуналните услови за живење во Прилеп, да се вратам малку на предизборните програми, особено сега сакам да се задржам на владеачката партија, која што сепак таа има мнозинство кое што ќе може да се гласа, што би било приоритет. Муабетов ми имаше таму некои спектакуларни проекти кои што се дај Боже, Прилеп да има такви зданија и околу Прилеп, но дали ќе може едноставно вие како советници кои што сте разумни да ги оставите тие работи, да ги натерате за последни, за прво, за почеток да ги решиме овие елементарни работи? Секако, значи најпрво ќе се зафатиме со најболните точки кои што ни се. Да ги решиме баш овие значи, да бидеме искрени околу водовод, комуналното предпријатие, немаме некој како што и вие сами кажавте, меѓутоа тука треба една ревизија на работењето, да се најди каде се парите, каде се средствата, каде отишле, пошто тоа е огромна сума на пари и тие средства можеле да бидат пренасочени за реконструкција на речното корито, за закрпување, да наречам, на патиштата, наши прилепски ги искршивме колите, одиме по тротоари, не знаеме дали ќе пропадниме во дупка или не знам што ќе ни се случи. Да не зборувам за велосипедски патеки, тоа е само по булеварон и толку тука се велосипедските патеки. Така да ќе се заангажираме пред се овие кои што ни се горчливи прашања, пред се тие да почнеме да ги реализираме и то што поскоро, значи уште вчера, за да можеме да тргнеме понатаму. Во овој дел, ако бевме разочарани од претходното 4-годишно работење на локалната власт, сметам дека во следните 4 ќе бидеме уште поразочарани, заради тоа што сигурен сум дека и пошироката јавност ќе се согласи со мене кога велам дека волкав број на проекти, колку што беше ветен од страна на ВМРО ДПМН на локално ниво за овие локални избори, не биле слушнати и видени во сите збирни програми за локални избори од последните 4 изборни циклуси. Реално, не знам уште што не се вети, уште аеродромот може би во Малокоњари да се отвори, уште тоа не беше ветено. Далеку сме од тоа дека било што од тоа што се вети ќе се реализира, заради тоа што ни основата не ни е поставена и во тој дел, кога зборуваме за реконструкции на патишта и улици, треба да имаме во предвид дека општината го нема регулирано нити сообраќајниот режим со сообраќајен проект, па камоли да реализира сообраќајници низ градот, инфраструктурно. Друго прашање е што јавните предпријатија можат да бидат контролирани од страна на Советот, но во никој случај не може Советот да даде насоки во кој правец да работат. Колешката Мирјана одлично кажа дека треба ревизија, навистина треба ревизија по однос на работењето, но мислам дека повеќе од се треба домаќинско работење, што подразбира тоа, било кој од јавните предпријатија кај нас се профитабилни предпријатија, да си бидиме на чисто, значи никој од нити водовод, нити комуналец, кога би работеле домаќински нормално, не би биле во загуба. Во светот јавните предпријатија функционираат на еден обичен принцип, доколку се направи една пропорционална поделба помеѓу работната сила која е потребна и средствата кои за да ги покриеш
да го покриеш тој трошок ти се потребен. Кај нас, исто како и во училиштата, партиската машинерија не може да не си дозволи во тие јавни предпријатија да накоти еден куп партиски вработувања, да отвори и нови, и затоа имаме еден метач, еден помошник метач, еден ревизор метач, и шеф на ревизора, да. Реално нас тоа не ни е потребно, мислам дека конечно крајно време е да почнат да работат на еден посоодветен начин, да видиме асфалтирање на улици кога сите граѓани спијат, например. Чистење на улици кога сите граѓани спијат. Не мораме да ги гледаме кај што ги метат улиците еднаш во месецот. Доволно е. Нека ги метат секој ден во време кога треба да се метат. Сепак тоа е јавна служба која подразбира да не се дозволи да се ремети нормалното живење на останатите граѓани во општината. Тоа значи кога одиме на работа да не ни пречат цистерните со вода кои прскаат вода. Дали е можно да почнеме да се учиме, особено да ги учиме властодржците на локално ниво, дека нема подобра реклама од тоа кога граѓаните ќе излезе на улица и ќе види дека нема ѓубре, работата е сработена. И многу поголема реклама од тоа сликањето секојдневно на секој метар асфалт турен. Точно. Можеме да градиме, да почнеме да градиме таква култура? Тешко. Јас сум песимист во тој поглед. Сега како правници сакам едно такво специфично прашање да ви поставам. Како ќе се чувствувате да држите седница во нелегална зграда? Ќе мило ми е што го поставите тоа прашање, ако дозволи колешката прв ги одговорил. Јас како собственик на бесправно изграден објект во село Оревовец, веќе сум иницијатор на вонреден инспекцијски надзор над бесправно изградениот објект општинска зграда. Би требало таквата иницијатива да вроди со плод локалниот општински градежен инспектор кој работи во бесправниот објект да излези надвор од тој објект, да види, да ја погледне зградата во која што работи и да направи записник. Да донеси и решение евентуално за рушење на бесправно изградениот објект или да најди начин, како што сите останати жители со бесправни објекти, вклучително и јас, барам начин или чекам законско решение кое тоа ќе го регулира. Ако локалната самоуправа најди начин да го реши собствениот проблем, тогаш може да продолжи и понатаму и да воспоставува ред и дисциплина по однос на другите, а по однос на тоа и имам поднесена иницијатива и за, например, булеварското решение, булеварот Гоце Делчев. Се уште нема сообраќаен проект, не е пуштен технички во употреба, подоцна дознав и зошто. И очекувам дека нема согласност од Министерството за внатрешни работи за било каков сообраќаен проект кој го понудила општината, и во тој дел очекувам општината барем за својата зграда и за незиното потесно обкружување, тоа е булеварското решение, да најде начин да ги надмини, па после да тргне во решавање на други проблеми. Општинската зграда ќе биде решена, пошто законот за легализација на бесправно изградени објекти веќе помина на совет. Сега го чекаме само да го објават во службен весник и по тој закон ќе може да ја легализира бесправно изградената зграда. Меѓутоа, колкави ќе бидат комуналиите, тоа е прашање, заради тоа што нема да биде законот онака како што беше до сега, 1 евро од квадрат, туку па и не би требало да биде реално. Да, тука тоа е прашање околу кое што може да се води доста полемика, заради тоа што јас на пример градевме куќа, фамилиарна куќа. Јас си платив комунали за мојата куќа. Точно. Зошто некој кој што бесправно изградил, па да плати 1 евро, Точно. а јас сум платила Точно. Се согласувам. онолку колку што ми наложила општината. Еве пластичен пример, јас го имам истиот случај. Ние плативме за 64 квадрати куќа околу 1600 евра комунали, а луѓе кои што имаат по 500 квадрати објекти за 500 евра ги легализираја. Точно, тука има, јас во тој закон уште тогаш и бев активен адвокат и учествував во многу дебати во Скопје
и со професори и со еминентни правници, меѓутоа не наидовме на разбирање, пошто професорите немаат слезено долу во пракса, на терен, туку тие седат во канцеларија и ги пишуваат законите и кога ќе дојде ние да ги спроведуваме, тогаш е леле мајко. Што ми се случи. Тогаш тешко оди. Значи, не може да се донеси закон без да викниш теренец и да ти каже дека ова нема да може да помини. Точно. Меѓутоа, какви се, такви се, во секој случај ги дискриминираа граѓаните, барем јас така мислам. Се изградија хасциенди, се изградија згради, се изградија огромни објекти, се легализираја по 1 евро, а овие другиве си платија и никому ништо. И пак тоа се должи на... И сега ова знам дека граѓаните ќе ми го замерат и знам дека ќе речат дека не сум во право. Ама меѓутоа таа е правата вистина. Таа е вистината. Таа е правата вистина. И сето вистина. тоа е резултат на немаме детален урбанистички план. Да. Од 2023 година немаме. Детални урбанистички планови за населени места немаме. Страшно. Одобрение за градби немаме. Ако немаш детален урбанистички как? Мислам, како да на таков начин општината го стимулира бесправното градење? Јас не сум должен да ја чекам општината со децении да ми помини животот за да си изберам локација во која што сакам да домувам и да живеам? Точно. И тоа е... Меѓутоа, многу беше добар оној закон кој што го ние скратено го викавме ЛУПД, локално урбанистичка планска документација, измена на една градежна парцела. Точно. Со тоа граѓаните можеа да си ги решат проблемите кои што ги влечеа години, меѓутоа и тој закон веќе не и тој закон веќе не е во сила, така да граѓаните се оставени на милост и немилост. Верувајте дека многу често, пошто жаре повеќе со кривичните, јас сум цивилец, велам, баш цивилец, верувајте дека на граѓаните сопственоста му е светење. Се поболуваат, буквално се поболуваат заради нерешени имотно-правни... Животно достигнување на жител на една општина е да го реши деценискиот проблем со легализација, со приватизација, со... Точно. Ама сосема е нормално, на крај на криштата, земајќи го предвид во каква држава живееме, колку се заработува луѓе кои што успеале со обична работа и со дополнителни работи да изгради собствен дом, нормално дека животно значи. Не можеме да се играме. На крај на криштата стварно приватната собственост и треба да е светење. Со устав за гарантирано право ни е приватната собственост. Да сублимираме полека, имаме совет од 27 советници со најмал број гласови до сега избран во како се вика во бројки пресметано или споредено со претходните избори, колку цел совет има колку победникот од минатите избори или победникот на овие има колку поразениот на минатите избори, а проблемите на Прилепчани се колку двата совети заедно и се тешки за решавање. Можам да ви посакам успешна работа наредниве 4 години. Се надевам дека барем ви од правна, легалистичка гледна точка ги знаете работите, че знаете како да наставите, нема да можете да бидете манипулирани од председатели на совети, колегиум, мнозинство, како да се заобиколат. Доктори, тоа е. Да, среќани сте доктори, и се надевам дека ќе бидете искрени внатре во работата како што бевте вечерава и се надевам дека ќе бидете достапни за ОТВ во наредниве 4 години да дебатираме што е можно почесто, да убедите внатре во советот колеги да доаѓаат дека не е тука страшно, особено ние кои што не ни одговараат, како рековте партнерите ваши. Кажете им дека си поминавте добро, дека сме добри домајчини, имаме кафе, имаме свежа вода, не е страшно, не касаме. Фала ви што Јас сакам да ви се заблагодарам за поканата. Ми беше чест буквално што сум вечер овде. Жал ми е, поготово чест ми е што сме со колегата заедно, со кој што долги години си соработуваме. Жал ми е што од владеачката, сега владеачката
гарнитура и од СДСМ не удостоие со нивното присуство, да ги слушнеме и нивните мислења и аргументи. Но тоа е што е. Сакам пред се денес да му го честитам на сите граѓани на Република Македонија големиот празник 23 октомври, денот на Македонската револуција, и да им посакам на сите да бидат здрави, живи, да не губат надеж. Сепак има луѓе во Прилеп кои што се локал патриоти и кои што ќе дадат се од себе за да го подобрат живењето во овој град. Нека да слушнем дека најголемиот и најдобриот патриотизам и најголемиот секогаш почна од локал патриотизам. Ако не сте локал патриот, како ќе видите? Така е. Пред се приклучувам на честитката кон граѓаните за големиот празник. Посакувам во иднина да се охрабрат советниците или репрезенти на власта и на опозицијата. Впрочем, нив ги носи редот пред нас да дојдат и да зборуваат за локалниве теми, за функционалноста на Советот во следните 4 години. Ако не сакаат на ваков начин, ќе имаат можност на поинаков начин, но во секој случај ви благодарам на поканата. Пријатно е да се присуствува на ваква дебата. Се надевам дека ќе ја прошириме во наследна ваша покана со представници од другите политички партии. Добре дојде и следете работата на Советот. Фала ви уште еднаш, вас фала ви што гледавте и фала ви што присуствувавте на прајање мала историја, онака нешто што во Прилеп беше забораено и не се случуваше можеби 20 на години. Се надевам дека ќе доприме пред се до оние кои што треба да бидат предводници во градењето на демократската атмосфера на градот, а тоа се колегите на моите двајца гости. Се гледаме во следна дебата, следно интервју, следна емисија на ОТО.